Почитувани, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Разговараме за актуелните политички случувања во државата во пресрет на утрешниот ден, кога председателот Иванов треба да го додели мандатот на онаа партија која освои најголем број на гласови, најголем број на мандати во законодавниот дом. Исто така разговараме и за платформата која испорача албанските партии во државата и за интервјуто на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски за Република. Мои вечерашни соговорници се универзитетскиот професор Тања Каракамишева, добро вечер за вас. Добро вечер. И политичкиот аналитичар Никола Србов, добро вечер и за вас. Добро вечер. Ајде да почнеме со ред. Утре председателот Иванов ќе го додели мандатот на онаа партија која освои најголем број на пратенички места во законодавниот дом. Вчера на Божиќ албанските партии излегоа со заедничка платформа во која испорача неколку барања. Едно од барањата е воведување на двојазичност на целата територија на Република Македонија. Како гледате вие на оваа платформа и на овие барања кои ги испорача албанците? Професорке, со вас ќе почнеме. Добро утро, истекува последниот со устав утврден рок, последниот ден од рокот за доделување на мандатот на мандатарот, односно на лидерот на најголемата политичка партија, односно партии кои имаат мнозинство пратеници во Собранието на Република Македонија. Се работи за многу важен момент од кога почнуваат да течат роковите за формирање на нова влада. Несомнено нов мандатар ќе биде господинот Никола Груевски, бидејќи согласно уставот, но и согласно досегашната пракса во Република Македонија, онаа партија која што има мнозинство пратеници ја добива честа да ја формира новата влада, а тоа секако ќе биде ВМРО-ДПМН и коалицијата на партии која што е предводена од ВМРО-ДПМН. Се она што ќе се случува потоа е врзано со пронаоѓање на соодветни коалициони партнери кои ќе успеат да се договорат со мандатарот за сите најважни прашања кои што се содржани во идната владина програма. Мора да забележиме, односно мора да потенцираме дека владината програма не е само политика и не смее да биде само политика. Во владината програма не смеа да доминираат исклучиво етнички барања, исклучиво етнички пароли, платформи и така натаму. Туку се работи за владена програма која на сеопфатен начин треба да ги уреди сите прашања од сите области во општеството, вклучително економијата. Најголемиот дел од прашањата или од договорот треба да биде за економскиот развој на Македонија, бидејќи џабени се сите оние политички пароли и сите барања за некакви етнички права, доколку економијата ни назадува, доколку во економскиот дел немаме натамошен прогрес или доколку не ја продолжиме економската платформа која што имаше претходната влада, џабе ќе ни биде се доколку не се договориме за развој на најважните, на виталните, на капиталните сегменти во општеството, здравството, образованието, социјалната политика и така натаму, исплаќањето на пензиите, на платите, администрацијата и слично. Така што мислам дека во наредниот период, откако ќе се додели мандатот за состав на нова влада, мандатарот ќе мора да седне со коалиционите партнери и да се договорат за сите најважни прашања или за сите клучни прашања кои што ја тангираат Република Македонија и сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност. Вториот момент, врзано со платформата на лидерите на политичките партии од албанскиот блок, многу симптоматично е што оваа платформа дојде во време на најголемиот христијански празник во Република Македонија. Ниту Божиќ не помина без политика. Ниту во Божиќ не оставија да бидеме посветени на она што е исконско, на она што е навистина суштина на животот. За жал, ние пореметија, би рекла, најубавиот ден, со повторно испорачување на оние барања кои што ни се нам сите добро познати. Во ниту едно од тие барања во политичката платформа не е содржано нешто ново. Ние заедно со Зоран Заев, успеавме да продреме во целото тоа сценарио
кое што е подготвувано и кое што се реализира во Република Македонија многу години наназад. Пикот или врвот на реализацијата е последниве 2 години, кога ни се случува и најголемата политичка криза во државата, но ова сценарио, како што рече и во мега интервјуто господинот Груевски, воопшто не е ново. Цело време се одигрува за сцената, некогаш отворено, некогаш затворено. Познати ни се сите надворешни сценаристи, познати ни се сите подржувачи и надворешни на ова разнебитување на Република Македонија и познати ни се внатрешните актери, домашните поединци во политиката кои сакаат преку глава, преку нос да ни ги наметнат како нужност, како политичка реалност во Република Македонија. Платформата, ако добро се погледна, претпоставувам дека ќе имаме време да ја изанализираме, всушност содржи 3 круцијални прашања зад кои што застануваат сите албански партии, вклучително и СДСМ како најголем албански фактор во Република Македонија и покрај тоа што не беше повикан на средбата во Албанија и во Косово, да седне на заедничка маса со албанските партии, но гледаме дека Зоран Заев е лидерот на сите политички партии од албанскиот блок кој што сака да ги наметне овие прашања како нешто што е многу нормално, како нешто што треба да ни се случи во Република Македонија и никој за тоа да нема против. Меѓутоа, господинот Зоран Заев постојано потенцираше дека сите овие работи се само во главата на Груевски. Не, јасно се виде дека не само што не се во главата на Груевски, туку тие се реалност, политичка понуда која што реално ќе ни се случува во Република Македонија, посебно сега во периодот на составување на новата влада. Кои се тие 3 клучни барања кои што ги испорачуваат албанците? Сето друго е гарнир. Прво е официализација на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија. Тоа е првата точка од платформата. Тоа е првата точка, значи промена на уставот. Второто е прашањето околу државните символи. Велат сеопфатна дебата за државното знаме, химната и грбот. Сеопфатна дебата никому не му е проблем да водиме дебата, но таа дебата мора да изроди нешто. И тоа многу брзо, бидејќи тоа е жилбата на албанскиот фактор и тоа е жилбата, ако сакате, и на странскиот сценарист кој што ги бутка овие работи преку албанскиот фактор и преку нашава испостава на политички план. И третиот момент е решавање на името. Петата точка, решавање на спорот со името во согласност со европските вредности и принципите на меѓународното право. Тоа се трите клучни работи, барања кои што албанскиот фактор сака да ги направи во државата, односно тоа се ставање на 3 мини на трите клучни столба на македонскиот идентитет и на македонската држава. Се друго што е таму е гарнир. И ја мислам дека бидејќи се работи за мегалистички барања, значи фактички тие ќе бидат трнати на страна при процесот на преговарање, тие ќе бидат трнати на страна, а ќе се фокусираат на овие 3 клучни барања кои што се всушност и основата на македонскиот идентитет и основата на македонската држава. И сега тука, интересно е што цело време провејува една нитка и во нивната платформа дека сите овие прашања ќе бидат решавани согласно европските вредности и меѓународното право. Точно, јас сакам сите овие прашања да бидат решени согласно европските вредности и меѓународното право. Но да видиме дали Македонија може да пишува ново меѓународно право, затоа што тоа го бара албанскиот фактор, дали може да најде некој еден меѓународен документ каде што сето ова го дозволува како начин на политичко силување на една држава и како начин на политичко силување на еден народ, и дали сето ова е во согласност со европските вредности. Европските вредности се владење на право, демократија, заштита на човекови слободи и права. Тоа се оние клучни фундаментални европски вредности. А принципите на меѓународното право веќе сите ги знаат. Не можете вие да ме натерате да си го променам името, да си ги променам клучните државни символи, затоа што вие тоа така го сакате. Тоа не е политика. Политика е да седнеме, да разговараме и да се најдеме во средина, а не да воспоставуваме, да тераме политика по пат на ултиматуми и наметнување на собствената волја, затоа што, некој е посилен или се чувствува посилен на масата и затоа што ја има меѓународната поддршка, ја би рекла само одредено време, бидејќи има многу промени кои што ќе се случуваат оваа година 2017 и на европски и на светски план, така што таа поддршка е релативна,
денес ја имате, утре ја немате, меѓутоа сака да ја искористат последниот бран, да го искористат за да може да си ги наметнат своите политички барања на политичката маса и едноставно тоа да биде реализирање на тоа сценарио кое што одамна го гледаме, чисто контури одамна се апла се гледаат, апла се видливи. Не се веќе скриени или желби кои што се пакувани во некакви убави пакетчиња, туку се апла очигледни, јасни работи кон каде не тераат да одиме во политичка насока, која ни е политичката цел и што всушност сакаат да постигнат со овие барања, така што мислам дека ќе имаме доволно време така, ќе се навратиме повторно на барањата и на она што го говори лидерот на ВМРО ДПМНЕ во последното интервју за Република. Господине Србов, колку е важно сега да се преброиме со оглед на тоа што професорката ќе рече ова се мегаломански барања. Колку е важно сега Македонија да спроведе попис и колку Груевски како лидер на партија што освои најголем број на пратеници на предвремените парламентарни избори е подготвен да прифати вакви услови за коалицирање со одредени албански партии. Па за пребројувањето мислам дека најсуштинското во целава работа, врз тоа се темелат и овие барања нели на албанскиот блок, според тие бројки кои ги имаме од претходниот попис, кој сите знаеме како беше спроведен, буквално фалсификуван. Мислам дека Груевски нема да помине преку овие барања. Точно е тоа дека албанците, знаете, кога влагате во преговори, поставувате многу повеќе од тоа што ви треба за да добиете, мислам, тоа е основата на преговорите, да добиете нешто. Има таму многу навистина многу смешни барања кај албанците. Дебата за знаме и грб. Не може да има дебата за знаме и грб. Значи не правиме ние држава сега од нула, па да правиме дебата за знаме и за грб. Значи земја каде што живеел народ, земја каде која има традиција, има своја историја и од таму се влече и знамето и грбот. Јас паметам кога имаше претходно една идеја за да се смени грбот на Македонија со лавот. По некоја случајност, баш кога влезе таа во процедура да се менува грбот, избија студентски протести по низ улиците низ Скопје. На многу професионален начин беше свикана целата научна фела, хералдичари, историчари и ги беа прашани за грбот и беше составен грбот. Така се составува знаме грб, а не дебата мене некој да ми дебатира како да ми биде мене знамето на државата. Мислам, тоа е навистина надвор од сите од здравиот разум. Велат да се реши името на државата според сите европски норми, права и така натаму збореше со тоа професорката. Ја не знам дека имаме некој друг пример каде имало ваков спор, па да го земеме тој пример, еве нека дадат еден спор каде што на некого му го решиле вака името на ваков начин, ние одма да го земеме, да си го спроведеме тука, кај нас не е проблем, ете и тоа ќе го направиме. Таков пример нема. Имаат со двојазичноста веќе е зборувано дури повеќе од што треба, бараат двојазичност во Берово каде што нема ниту еден албанец, не знам што воопшто им врши работа во Берово да има двојазичност, кога не постои албанец или во Делчево или не знам каде. Значи, има еден интересен момент кој би сакала да го прокоментираме, велат во првата точка. Правилно спроведување на принципот на мултиетничност во Уставот на Република Македонија, каде албанците се сметаат како државотворна нација. Па сега се они влезени со сите други, се влезени во преамбулата и се сметаат како државотворци заедно со Срби, власи, Роми. Професорка така, да може значи, подетално да каже за тоа. Со рамковниот договор сите станавме државотворни во оваа држава. Во Македонија има само една нација. Тоа е македонската нација. Така се градат сите држави во светот. Имате американска нација, имате француска нација, имате германска нација. Не може во една држава да има две нации. Така е. Значи не може во една држава да имате две државотворни нации. Имаат очигледно проблем. Или се работи за грешка во преводот, на текст, или за незнаење, или за намерно злоупотреба на термините со цел да се наметне нешто што всушност не постои никаде во светот. Значи државотворна нација може да биде само македонската нација, а албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и така натаму се делови од народите кои што ја сочинуваат, го сочинуваат мозаикот на државотворната нација. Значи тие се делови од македонската државотворна нација. Тоа никој не може да го оспори и тоа всушност и го пишува во преамбулата на Уставот на Република Македонија, каде што сите сме граѓани на Република Македонија и каде што имаме македонски народ, дел од албански народ, дел од турски народ, дел од српски народ и така натаму, кои ја чинат државотворноста на македонската нација. И само што значи ние имаме проблем
во Македонија албанците да ги условно натераме да размислуваат на овој начин, што е светски прифатен стандард, да бидат дел од македонската нација. Тие имаат македонски уверенија за државјанство, така? Значи тие се државјани на Република Македонија. Со самиот факт што се државјани на Република Македонија, со чинот на раѓање или со на некаков друг начин, нели, стекнале македонско државјанство, тие се дел од македонската нација. Не сваќаат дека нацијата се составот како ќе се состави државата. Така Претходно сме сите народи, народности и така натаму. И сите етникуми во Македонија влегуваат во една нација, тоа е македонската нација, но постои една друга опасност. Ја мислам дека до незнаење, ама еве да речеме дека не е до незнаење, туку сакаат ако зборуваат за две нации, македонски и албанска нација, значи зборуваат за две држави зборуваат. Тука е проблемот во барање. Значи, доколку зборуваат за две нации. видете колку би рекла на погрешен начин го формулираат своето барање. Викаат да се воспостави принципот на праведен принцип на мултиетничност во општеството, во рамките на уставот, а мултиетничност на општество е сосема друго. Значи, тоа нема врска со политика, со барање на нации, односно национални прашања и така натаму. Мултиетничноста е веќе воспоставена. Ние имаме мултиетничко општество, кое што го градиме веќе 25-6 година поред. Така што ние немаме проблем во мултиетничноста, во кој дел они го гледаат проблемот. Така, Груевски во последното интервју за Република ќе рече генерално познавањето на јазик е позитивна работа, но сосема поинако е секој да мора да го учи. Вика уште повеќе што зад идејата за двојазичност на цела територија се крие идеја или план за кантонизација, а вели се плашам од кантонизација бидејќи тоа е рушење на државата. Така, па првата фаза е да воспоставите официализација на вашиот јазик како службен јазик и потоа се оди поред. Затоа што самата официализација на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија потоа го отвара процесот на што го зборевме на кантонизација. Мислам дека Србов многу убаво кажа минатата дебата дека фактички ова не е да се воведе албански јазик во Берово или во Делчево, туку да се наметне принципот на да се тргне македонскиот јазик од оние средини каде што се они во мнозинство. Така што тоа е главниот момент и кога ќе воспоставите унисомност нели на целото население, вие многу лесно можете да спроведете референдум, односно да воспоставите кантони и кои понатака ќе одат кон отцепување од Република Македонија. И тоа се тие фази. Целиот план нема да заврши сега. Целиот план ќе заврши во неколку етапи. И тоа е многу јасно кажано и во текот на изборната кампања, сме го збореле ние тука, сме го анализирале, така што се е јасно, се е на виделина. Само треба да се, би рекла, прифати тоа како реалност, а не да се мисли дека цела оваа работа е заради тоа што Груевски има нешто во главата, заради тоа што Србов има нешто во главата или нешто имаме против албанците. Ние воопшто не зборуваме дека некој има нешто против албанците. Постојано зборуваме што е реалната опасност од цела оваа идеја. Значи, вие прво каде се сгреши? 2001 година се воспостави конфликтот, нели? На вештачки се наметна конфликтот, се со цел да се добијат некакви поголеми етнички права. И тие поголеми етнички права беа утврдени во рамковниот договор, имплементирани во уставот, во законите и слично. Меѓутоа, каде е проблемот или би рекла пукнатината на целиот принцип преку кој што тие дојдоа до своите етнички права? По пат на бројка, статистички, вие не можете да си ги остварувате, да барате поголеми права. Зошто? Затоа што меѓународното право и европското право за човекови права никогаш не вели дека вие треба да имате 20% на застапеност, 10% на застапеност, 5% на застапеност во државата за да имате вакви или такви права. Значи ако сум нешто испод, немам никакви права. Тоа е срамота, тоа е грев за човековите права. Тоа е грев за меѓународното право и грев за европските вредности на кои што се повикуваат. Затоа што секој човек има природно право со раѓање да си ги остварува своите сите права кои што им се утврдени во меѓународните и европските документи. Ја не знам како се дозволи целата таа пермутација на тези. Меѓутоа, ајде, тоа го готнавме 2001, сега не смееме пак да паднеме на истата финта. Ова се исти класични финти на тоталитарни умови. Ова нема врска со демократија. Буквално, целава идеја е уствари тоталитарно наметнување, вкалапување на некои идеи кои апсолутно немаат врска со демократија и со владење на право.
Србов, вие велите Груевски нема шанси да помине преку ова. Доколку албанците пак не се откажат од оваа платформа и го оценуваат нелидниот мандатар, ако Груевски каже хипотетички во ред јас не ги прифаќам овие барања, дајте му го мандатот на следниот што доаѓа по мене, тоа е Зоран Заев, ќе ги прифати или Заев овие барања? Па негови се барањата. Мислам дека ќе ги прифати веднаш. Видете, ја не викам дека мислам ова ќе има преговарања. Сега се поставени поставени барања. Или можеби премногу напумпани се бројки, бара тамо за да се зборува добие нешто. И за извинување на некои си жртви од 12 до 56 година. 12 ние немавме држава, Србите беа овдека, па ние сега да се извинуваме во туѓо име. Значи да се пренапумпани барања. Ќе има преговори, но мислам дека Никола Груевски воопшто не е спремен да навлага во тие луди идеи кои ги наметна албанците. Ова се идеите нели од Зоран Заев. Али Ахмети сега, и преси ако зборувавме тоа, Али Ахмети сега си ја крева цената во неговиот албански блок, електорат и искача со некои вакви луди идеи, но мислам дека ќе следат преговори, ако навистина цврст останат на овие барања, мислам дека Груевски нема да прифати да се согласи на вакво нешто. Правиме тука една кратка пауза, време за реклами, се враќаме во студиото, секако би сакала да го прокоментираме и она што Груевски го зборува токму на оваа тема за воведување на двојазичноста. Почитувани, останете тука, за кратко сме насета. Почитувани, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва мои соговорници се универзитетскиот професор Тања Каракамишева и политичкиот аналитичар Никола Србов. Ниту Божиќ не помина без политика, токму на Божиќ албанските партии испорача една платформа до идниот мандатар на новата влада со барања кои моите вечерашни соговорници ги нарекоа мегаломански. Почитувани господа, би сакала да го прокоментирам она што лидерот на ВМРО-ДПМН го токму на оваа тема, во однос на барањата на албанците, во однос на сето она што го слушавме во предизборието, во кампањата, и за кое Заев нели говореше дека сето тоа е само во главата на Груевски, дека нема никаква кантонизација, дека нема никаква двојазичност, туку дека во тоа станува збор за конфискација и слично. Вели Груевски, долго време стоевме како неми наблюдувачи, а некогаш дури слушавме какви лаги шират медиумите на Сорос, дека сме националисти, шовинисти, но вика нема ништо страшно во тоа што си ја сакаме државата, бидејќи тоа се националисти. Појаснува дека албанците во Македонија, предпоставувам дека се води по она што е во рамковниот договор наведено, дека се околу 25%, вика албанците се околу 25%, македонците околу 65% и вели 25 и 65 не е исто ни приближно. За да имате двојазичност на цела територија, потребно е процентите да се изедначени или приближни, што не е случај. Ако Груевски вели дека на неговата партија и на луѓето околу него и лично на него, невладините на Сорос и медиумите под закрила на Сорос му ја налепиле таа етикета на национализам, зошто тогаш Еве Груевски вели да молчевме, зошто тогаш се молчело и зошто ваква етикета? И навистина ли се ВМРО-ДПМН националисти, постои ли тој впечаток во јавноста? ВМРО-ДПМН е партија на македонскиот народ. ВМРО-ДПМН е цела една филозофија, цело едно движење. Тоа не е само партија, тоа е едно македонско движење кое што постои нели децении и векови наназад. Така што ВМРО-ДПМН е без разлика кој да е нејзин лидер, во моментов е Груевски, претходно беше Љупчо Георгиевски и така натаму, е партија која што пред се залага за почитување на правата на македонците, но и на сите граѓани на Република Македонија кои што живеат во оваа мултиетничко општество и во мултиетничка држава каква што е Република Македонија. Дека ВМРО-ДПМН не е ниту приближно шовинистичка, а господинот Груевски воопшто шовинист, упатува на фактот дека целата програма која што би рекла се реализира и оваа и претходните во Република Македонија се сеопфатни програми, програми кои што се однесуваат на почитување на правата на сите, но и подобрување на стандардот на сите.
бидејќи не можеме да видиме во ниту една програма на ВМРО ДПМН дека имаме намалување на стапка на невработено само кај македонците, дека имаме подобрување на животниот стандард само кај македонците, дека имаме зголемување на плати само кај македонците, дека имаме зголемување на пензии само кај македонците. Напротив, овие мерки кои што ги спроведува господинот Груевски и неговиот тим се всушност мерки за сите граѓани. Целата ВМРО-вска, би рекла, кауза и начин на действување е патриотски. Секој патриот е всушност демократ. Вие не можете да бидете патриот, а да го мразите, односно да бидете шовинист кон некој друг. Вели Груевски, имаме разлики за тоа како го сваќаме поимот патриотизам ние и Сорос. Знаете од каде се засновани тие разлики? Во Македонија левицата, посебно СДСМ, е дете наследник на комунистичкиот татко. На Милошевиќ. Така е. Да бидеме попрецизни вака, да знаеме за кого зборуваме, Милошевиќ, извини. Да. Значи партија која е наследник на методите, на идеологијата, на вредностите кои ги наследи од Милошевиќ, лично од него, а пред Милошевиќ, ако сакате, од Ранковиќ. Така. Човекот кој го изврши најголемата ликвидација на албанци и чистка на овие простори, е Социјалдемократскиот сојуз е продолжение на таа политичка партија. Од другата, и те молам, се извинувам, имаме ВМРО ДПМН која во својот континуитет ги всадува сите организации ВМРО од основањето, значи кои се за соработка со албанците. Македонија при формирањето на македонската револуционерна организација, ако сакат, никогаш не имала проблем со албанците. Имала проблем со Грција, Бугарија, со Србија и со Османлиската империја, војувала против нив. Со албанците не, па автоматски немала ни потреба организацијата да се бори против албанците. Меѓу двете светски војни, најголемата соработка на ВМРО е со албанската организација. По Втората светска војна, за време на Југославија, тука ќе збориме и за тоа дали ВМРО-вците се прозападно или СДСМ се прозападно. ВМРО-вските организации, имаме една организација, да речеме ВМРО СДРМ, таа е метната во континуитетот на денешното ВМРО ДПМН. ВМРО СДРМ се залага за создавање на обединета македонска независна држава, како да биде протекторат на Соединетите американски држави. Замислете, додека тоа македонците кои биле под капата на ВМРО за време на Југославија го барале тука во Македонија, да ги потсеќам пријателите албанци прво, во истиот тој период они градеа бункери на граници ќе се бранеа од лошите американци. Потпишуваа договори со Сталин. А во исто време комунистите отвараа логори, Голиоток, и Дризово и такви слични нешта. Значи мора да ги разграничиме нештата кој од каде потекнува, бидејќи све си има свој корен и идеологијата, секој си ја влече луѓе од тамо. Не може сега до вчера бил некој, не знам, комунист кој размислувал само да оди да дава директиви, не знам, да не претерувам во изразите, сега тој да станува еднаш голем демократ. Па уште голем поборник за албанските права, а не знам колку крв албански има на своите раце, а мене, пошто сум за ВМРО да речеме, да ме прави дека сум бил антиалбански настроен или шовинист, националист. Ама види, Никола, нападот од секојаш е најдобра одбрана и тоа комунистите многу добро го знаат. И они во основа е кодот на овие нови пулени на комунистите е всушност ист. Тоа е таа тоталитарна идеологија која што тие ја почитуваат и со која што тие се родени и би рекла развивани на тој тоталитарен начин, бидејќи нема член во СДСМ кој што не си го почитува комунистичкото наследство, комунистичкиот режим и така натаму. Видете, дури самиот Карл Маркс бил против патриотизмот, затоа што вели работниот човек, работничката класа треба да го почитува само она што ќе му го даде комунистичкиот лидер, односно она што ќе му го даде како идеологија, како начин на работа комунистичкиот лидер. Роботи. Така, значи роботи кои што се ставени во вкалапени системи, во вкалапени принципи кои што не можат да излезат надвор од тоа. Тоа е тој тоталитарен ум. И сега тие ќе ми продаваат мене демократија и ќе ми зборуваат за шовинизам, за национализам, па тоа е стварно бескрупулозно газење на човековото достоинство и на човековиот интегритет. И тоа не се однесува само на господинот Никола Груевски.
нас едно нели дузина аналитичари кои што цело време сме на оваа страна условно на одбрана на Република Македонија и на македонските национални интереси, видете што не правеа. Никола му се случи инцидент од токму таков удбаш, односно комунист кој што е задоен и се уште живее во тој свет на илузии комунистички кој што не може да се одважи и да слушне поинакво мислење. Мене што ми правеа студентските пленумци, нели, што све со какви тоталитарни методи не ми згазија се обидоа да ми згазат по достоинството и по честа, меѓутоа нормално јас не само што ги тргнав од моето достоинство и мојот интегритет, туку им покажав само на кој начин треба да се водат, да размислуваат ако сакаат да бидат вистински демократи. Тоа е тој систем. Тоа е цел систем на постојано напаѓање на личноста ад хоминем, значи не се работи за дело, за проекти, за работа, за работна дисциплина, туку ова е лично. Време ли беше Груевски сега да зборува за Сорос токму во еден период, нели, како што е пред формирање на влада, отворено да раскажува и за неговата средба со Сорос и за тоа како функционира Сорос во Македонија и зошто толку време се чекаше за да ги отвори буквално речено картите Груевски. А вели цели 25 години Сорос работи против ВМРО-ДПМН. Јас мислам дека тука има е клучната грешка на ВМРО-ДПМН што многу им дозволија во Република Македонија да се накотат, да се направи цела една армија на соросоиди во сите сфери на општеството, а при тоа ВМРО го гледаше тој процес. И признанието е еден дел нели од на Груевски, еден дел од таа политика дека навистина се претера во слободата и во демократијата, да се насадуваат луѓе кои што се одродени, кои што се отуѓени од својата земја, кои повеќе ја сакаат било која земја во светот од Република Македонија и тоа, знаете како, дури не се ни срамат да го кажат, тоа јавно го кажуваат. Ја гледам многу такви индоктринирани луѓе кои се гадат од Македонија, не сакаат да ја почитуваат традицијата, се однесуваат како да се граѓани нели многу од повисока ариевска класа, да, дека се луѓе кои што не сакаат Божик да си го честитаат, луѓе кои што не сакаат да одат во црква, не сакаат да си ги почитуваат празниците. Гледате, кога ВМРО-ДПМН го донесе законот за државни празници, каде што најголем дел се верски, тие се сеќавате каков зулум направија во собранието, најголемиот противници на верските празници во државата беа токму претениците од СДСМ. Тоа што значи? Што ви упатува? Дека луѓето не сакаат, не си ги чувствуваат тие работи за свој. Едноставно не ја сакаат својата држава на вистински начин, така како што треба да се сака. И многу интересно, кога нели зборував за патриотизмот во неколку дена пишувам и колумни на таа тема, има некои луѓе кои што велат Тања, знаеше убаво е све тоа за патриотизмот, ама џабе им зборуваш на луѓе кои што едноставно не го знаат, не го чувствуваат патриотизмот, го немаат во себе. И точно, ако си размислиш, љубовта кон својата држава не се раѓаш со неа, таа ја стекнуваш. Таа ја стекнуваш. Како ја стекнуваш? Преку правење на дела, преку давање на свој придонес во развојот на сопствената држава. Што тие придонеле за развој на сопствената држава? Еве да тргнеме од 90-та година, од 91-ва година навака. Што придонеле СДСМ за да им се потекне чувството на патриотизам и да се сакаат својата земја? Што направиле тие добро за Република Македонија? Еве еден проект нека ми кажат, една работа нека ми кажат, па да почнеме од дебата на таа тема. Што направиле тие? Бидејќи, знаете, мислам дека Реган го има кажано тоа, вели, најдобро е да почнеш да се прашаш сами од себе што ти си направил за твојата држава, а не што државата направила за тебе. Ако се прашаат СДСМовците што тие направиле за својата држава, верувајте дека е многу поразителен ќе биде одговорот, бидејќи не можам да најдам еден добар проект кој што тие го имаат срочено, а кој што е во интерес на сите. Еве, можеби Шекеринска се фали со пополнетиот прашалник за апликација за членство на Македонија во ЕУ, ама таа заборава дека одговорите на тој прашалник ги направија цела една армија државни административци кои што деноноќ не работеа на пополнување на апликацијата. Таа тоа не го сработи.
И тоа требаше да го каже. Тоа не е нејзин политички успех, тоа е успех на сите оние административци посветени кои работеа деноноќно за пополнување на прашалникот. И тоа не може таа да си го припише за свој политички успех, уште помалку може да го припише за успех на СДСМ, бидејќи тоа е успех на целата држава. И токму заради тоа ја мислам дека они не може да си ја сакаат својата држава. Затоа што немаат направено ништо, немаат стекнато тоа чувство на љубов кон сопствената држава. Србов, ќе се согласите ли со професорката и како вие го коментирате она што го наведува лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во интервјуто, дека Сорос лепи лажни етикети за шовинизам, односно дека тоа е лажна пропаганда на медиумите кои се платени од Сорос во Македонија? Кажа веќе за ВМРО, значи воопшто не може да се перцепира како шовинистичка организација или сега политичка партија. Тоа што го кажува професорката за Сорос и за вредностите кои ги носат тие луѓе, значи таа индоктринација која ми завршена на значи сега знаете како ќе навлезете подлабоко ќе видите дека всушност во социјалдемократскиот сојуз буквално е метастазиране Сорос. Сорос, кога ќе видите ви организацијата, она не е прва таргет десничарските и демохристијанските партии, не е први таргети се левичарскиве, каде што побрзо може да продре, од таму да се бори против десничарските или демохристијанските или центар десничарските партии, како да ги овакво наречеме. Значи има Сорос создава некоја нова идеологија, создава некоја интернационална мена, така ми личи, значи се враќа на некоја екстремна левица, буквално ги уништува социјалдемократите. Да, тоа не е ни социјалдемократија. Создава некој отворено општество, сака да избрише граници, сака сите да бидат под една команда, брише идентитети, удира по религијата, удира по сите по семејни вредности, умира по семејството како институција со геј бракови, негови организации. Удира по индустријата, која е една од основите за самостојноста на една држава, преку негови екоорганизации кои протестираат па ни затвараат фабрики. Удира по самиот идентитет, по образованието, по традицијата, удира по сето она што тебе те прави човек посебен од останатите. Сега се запрашувам, кога тој удира по се тоа, нас сите ќе не унифицира, цел Балкан ќе не стави под една капа, Сталин ќе биде Сорос. Тоа е. Тоа мене мене тоа видете тоа каузата дека он прави отворени општества, всушност фројдовски, он ги затвара општествата. Тоталитарец од невидени карактери, од невиден карактер неговата филозофија која ќе видите вака моце подлабоко, ќе видите дека тој е тоталитарец од невидени карактер, од невидени размери. Социјалдемократскиот сојуз ја загризаа таа мамка. Видите, кој дури ќе кажам дека Бранко Црвенковски не беше спремен да ја загризе оваа мамка, не дека не му била нудена. Зоран Заев се најде еден човек кој ја загриза мамка. Затоа Никола Груевски вели ние не се борим против Зоран Заев, бидејќи ако ги мериме политички капацитет Црвенковски со Заев е малце смешно да ги мериме, нели? Затоа вика ние се боревме против многу голема машинерија, да не збориме сега против кои се влади и држави, еве да земе конкретно Сорос и неговите инсталации тука во Република Македонија. И посочува дека 95% од невладините организации се финансирани од Сорос, но вели сликата мора да се промени и има лек. Вака сега, зборот за демократија и за плурализам. Не можете да имате вие невладен сектор, доколку 95% од вашиот невладен сектор е финансиран и под рацете на еден центар од каде се финансира. Тоа е вршење монопол врз секторот. Значи тоа е монополот вие првиот ерес во демократијата и во плурализмот. Не можете вие да зборите за демократија и за не знам слободни општества, ако вас сите 95% да не зборуваме у бројки колку се организации, ви играат едно историја, играат по ваши ноти. Бојана, знаеш зошто уствари целава оваа хајка против господинот Груевски постои? Затоа што Груевски е се она што не е Сорос. А како ќе го надживее Сорос? Затоа што Груевски е се она што контра што го пропагира Сорос. Затоа што Груевски е демократ,
затоа што Груевски знае да ги почитува принципите на плуралистичката демократија, знае да ги почитува и човековите права, и владењето на правото и така натаму, и воопшто не е режим, и воопшто не е диктатура која што цело време му се лепи како етикета, туку напротив. Тоа што не го познава господинот Груевски, очигледно може да му налепи се, затоа што нели лесно се лепат етикети. Секој може да ти каже дека си ваков, онаков и така натаму. Но самиот факт што Груевски заедно, вкупно во Република Македонија има рейтинг повисок од сите политички лидери. Значи, сите заедно да се соберат на една страна и рейтингот на господинот Никола Груевски е повторно поголем која ќе се компарираат. Што значи дека македонските граѓани не даваат својата доверба на човек кој што е тоталитарец, на човек кој што е режимски настроен, на човек кој што е во умот таков како што му ставаат етикети соросоидите, туку напротив, човек кој што знае да комуницира, знае да сослуша, човек кој што прима сугестии, човек кој што дури прима критики, кој што знае да ги изанализира на правилен начин, така што тука, уствари, му е најголемиот проблем на Сорос, што не може да го скрши господинот Никола Груевски. И ја уште пред 2 години, кога почна политичкава криза, реков дека оваа битка не е битка против, режимот и така натаму, туку е лична против господинот Никола Груевски, затоа што гледа и Сорос, и сите околу, Сорос, дека целава работа доаѓа од таму, дека изворот на успехот на Република Македонија доаѓа од господинот Никола Груевски, неговиот тим, дека целава политика на трансформирање на економијата, на трансформирање и носење на економски резултати, на резултати на севкупен план, домашен и меѓународен, е всушност господинот Груевски. Токму затоа целата енергија и целиот фокус е насочен кон тоа тој да се сруши. Прво му почнаа со неговите најблиски соработници и тоа највредните, оние кои што најмногу му помагаа, со цел да се тргнат тие луѓе за да може да се дојде до него. И сега работава е дојдена до него. Како тој да се тргне од политичката сцена, за да едноставно не се дава пример како треба Македонија да се развива. Затоа што господинот Груевски е најголемиот патриот во овој момент во Република Македонија и тоа треба да остане. Така треба да остане. Професорка Груевски вика ќе го надживееме Сорос, ќе го надживее ли Груевски Сорос или Сорос ќе го тргне Груевски? Јас мислам дека ќе го надживееме Сорос. Значи ВМРО ДПМН заедно со македонските граѓани, бидејќи тука пак ќе кажам не се работи за една политичка партија, туку се работи за една сенародна филозофија на заштита на македонскиот идентитет и македонската држава и не се работи само за поединци, туку за многу луѓе. Цела една армија луѓе кои што се застанати позади одбрана на македонските интереси, македонските национални идеја вредности. Која трае веќе век и нешто, така да не Сорос, многу други ќе ги надживе, не само Сорос. Сорос е најмалиот проблем. Да, меѓутоа за идејата и за тоа што значи ВМРО. Да, концентрацијата на финансиски средства, на политички средства и така натаму, но ја пак ќе кажам, можеби треба полека, сталожено, смирено да ги дочекаме и да ги пречекаме сите настани кои што ќе се случуваат 2017 година, бидејќи јас сум убедена дека на сите европски граѓани им е прекуглава и од Сорос и од овие европски бюрократи кои што не знаат што е легитимитет, бидејќи се избираат на позади скриени врати, се избираат на некакви тајни состаноци, кројат некакви тајни политики. На европските граѓани им е прекуглава од таквата наводна демократска елита која што нема врска, шири тука има квази елитизам и шири квази елитистички вредности кои во основа немаат никаква допирна точка ниту со либерализмот, ниту со демократијата. Да не зборуваме за двојните стандарди на Европската Унија, особено да кажеме према нашиве држави кои што се од Источна Европа, не нарекуваат нови демократи и тие демек стари демократи. Кога демократијата се мерела по време? Како таа се цени по време? Ја не можам да разберам како демократијата можете да ја ставите во временска машина и да кажете дека сте стара или нова демократија. Тоа се двојни стандарди кои со текот на времето, како што ќе надоаѓаат патриотските партии во Европска Унија, но и на европскиот континент и пошироко, така ќе почнат да бидат газени токму од нивните европски граѓани, бидејќи преку глава име на луѓето од тие некои демагоги кои постојано ни се
пласираат на маса како една вечна политика. Да, во Европа ќе има наплив на конзервативни партии сега и ќе биде прегазена тотално таа интернационалистичка идеја и либерална идеја. Дефинитивно во тоа е спасот. Тоа Јас е- тука го гледам спасот Тоа затоа е што факт. многу Поготово ова што се случува сега со мигрантиве, да не навлегуваме во тоа Да, прашање, да. но ќе биде прегазена таа идеја целосно. Така што Македонија треба само малку да биде трпелива, да можеби сега во овој момент да не се таласа премногу, затоа што се има чувство дека посебно сега се прави притисок врз Никола Груевски да подитно во рамките на тие уставни рокови да се изјасни за влада. Јас тврдам дека и ако Никола Груевски не успее да состави влада во рамките на 20 дена откако ќе го добие мандатот, дека никаде во уставот не пишува дека треба да се врати мандатот на второ пласираната партија, онаа теза или онаа практика која што е воведе Киро Глигоров 92 година е противуставна и таа ние не треба да загриземе Па кој е на тогаш таа шарето, нови противуставна избори? практика. Не, господинот Иванов треба повторно да го врати мандатот на господинот Никола Груевски, доколку тој не успее да состави влада, треба да ги каже причините зошто не успеал да состави влада и поднаитно да се оди на нови избори. Исто така, доколку се отворат овие прашања, нели како очигледно спорни, треба да се види и втората опција, а тоа е референдум да се распише за сите овие прашања кои што се врзани со идентитетот и со македонската државност, бидејќи тука се задира Пак длабоко ми во прашала тука македонската каде е државност. пописот? Исто така и пописот. Мислам дека мора да се спроведи попис, се со цел да се преброиме и ако веќе се инсистира на таа статистичка демократија, Ако најдеме во Берово албанци, ќе има тогаш двојазичност, да, така. окей. Тоа е Меѓутоа, мислам дека видете, 2005 година СДСМ донесе еден страшно ригорозен антидемократски закон за референдум, каде што целосно го згази правото на граѓанинот да одлучува на референдум. Ограничи до безвест. Буквално ништо не можете да ставите на референдум, така како што тие зацртаа по-неуспешниот референдум 2004 и тие сакаат да ни се представуваат нас за демократи, па ни го обезличија правото на референдумско изјаснување и правото да излеземе и да кажеме нешто во врска со виталните прашања од нашата државност. Но како и да е, во законот за референдум стои дека за прашања за кои што се одлучува со мнозинство гласови, мнозинство пратеници во Македонското собрание за кои што треба да се обезбеди бадантер, не се ставаат на референдум, но забораваат дека овие прашања не се носат закони со апсолутно мнозинство, туку со двотретинско мнозинство. Овие се закони кои што се системски. И за тие системски прашања граѓаните како имаат право на референдум и право да си го кажат своето мислење. Правиме тука уште една пауза за реклама и се враќаме со завршните поенти од вечерашната емисија. Почитувани гледачи, останете тука. Повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Дебатираме за актуелните политички случувања во Македонија во пресред на утрешното доделување на мандатот од страна на председателот Иванов. Србов, председателот Иванов утре ќе го додели мандатот на партијата која што усвои најголем број на пратеници во собранието. Во случајов тоа е ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Доаѓа 9 јануари, истекува, почнува рокот од оние да тече од оние 20 дена за формирање на влада. Што ќе гледаме во овие 20 дена? Ќе гледаме преговори, што можеме да гледаме. Ќе гледаме преговори, Социјалдемократскиот сојуз го гледаме дека се повлече сега малци, чека да види што ќе биде. Јасно му е дека Груевски го добива мандатот, тоа на сите ни е јасно. Ќе гледа што ќе се случи во тие преговори. Јас мислам дека претходно имаше некои договарања, преговарања, контакти, дека тие биле успешни колку што ја знам. Ова сега што го вади оваа платформа е благодарение на одењето кај Рама. И тоа не еднаш, туку два пати. Буквално не гледа како некоја, мислам, тоа е понижување, не гледа како некоја сатрапија, како вазална држава. Доаѓа някој, си ги повикува, тоест не ни доаѓа, си ги повикува неговите луѓе кај него во царството. И уште ја поздрави оваа платформа и ја нарече историска. Па таа платформа произлегува од кај него, а платформата ја создаде Зоран Дури не Заев. успеале ни преводот да го направат Значи, што треба. си ги повикува кај него, им дава луѓе повелете, ке вас ова и ова ќе направите. Тоа е, мислам, видите, такво грубо мешање во внатрешните работи на држава, такво кршење на сите норми светски, европски, како сакате наречете ги, затоа е неопходен пописот.
Бидејќи ова мора да се стави крај. Бидејќи не можеме ние суверена држава во 21 век одиме сите, замислете, вложуваме средства, енергија, посветеност, одиме на избори, гласаме, работиме на тоа и на крај тој резултат да ни го погази некој си Рама кој се замислил дека е новиот император на балканските простори. Не, некој друг го замислил. Добро го замислил, кој да е. И со едно пемпеле на албанските политичари да им каже одете сега во Македонија, дајте ги овие барања и нема да се состави влада. А што сме работеле ние овдека 2 години? Тоа е излетување на демократијата. Тоа е лудиот момент и заради тоа е потребен. Иванов кажа дека мора да има попис, бидејќи сме во една многу опасна, не знам како да наречеме ќе сулуда ситуација во која се наоѓа Република Македонија, бидејќи ви го газат зборот вака со еден лист хартија. Овие барања ќе бидат ставени на маса пред идниот мандатар и нормално ќе бидат ќе се проба да се добие што може повеќе од овие барања. Со оглед на тоа што Груевски во самото интервју посочува дека ние не сме против албанците, но нели ги посочува и оние бројки од 65 наспрема 25% албанци во Македонија. Колку од ова, доколку Груевски реши да формира коалиција, владина коалиција, колку од ова може да им помине на албанците? Види, проблемот во составувањето на новата влада ќе биде во делот на реализација на фактички албански барања кои што се срочени надвор од Република Македонија. Значи тоа не се автентични барања на албанците, туку наметнати барања кои што некој друг им ги кажал дека мора да бидат реализирани. И сега, тука, ако се надоврзе на онаа измама која што ни се случи на овие избори, најголемата политичка измама во историјата на државата, но и во историјата, ако сакате, на Балканот, јасно упатува на еден момент кој што е многу логичен, а тоа е што е можно побрзо да идеме на нови избори. Затоа што измамата која што ни се случи, ја видоа сите. Пред нашите очи ни се случи давање на политички понуди кои самиот Заев знае и самите албанци знаат дека тоа така не може да помине. Самиот Заев и албанците знаат дека со сите тие прашања е потребно двотретинско мнозинство за да може да бидат реализирани. Двотретинско мнозинство нема да може да се оствари барем додека имаме 65% македонско население. Затоа што, видите, во Српски курир Заев вели во Република Македонија треба конечно да ставиме крај на криминални политичари и на политичари кои што се деструктивци и кои што носат конфликт. Тој многу убаво си опиша, уствари, дека треба да се замине од политичкава сцена, затоа што тоа е се што он наброја. И е криминалец, бидејќи е единствен аболициран политичар во Република Македонија, и е човек што носи политичка деструкција, затоа што немаше ни едно политичко барање кое што не е деструктивно и против интересите на Република Македонија, и човек кој што создаде максимален конфликт во Република Македонија, бидејќи тој беше човекот кој што ги нанесе најголемите поделби во македонскиот електорат од историјата на Македонија. Ја не знам дали вакви поделби, освен оние поединечни, би рекла, кодошки поединци нели во историјата кои што секој на себе си кодошел и си насметувал, меѓутоа вакво политичко лудило во македонскиот електорат создаде само Заев. Ја не знам друг политичар кој наметна вакви луди политички барања. Што значи дека тој треба, бидејќи ги изгуби изборите и бидејќи јавно кажа дека ќе си оди од политичката сцена во оној момент кога ќе ги изгуби изборите, треба да се тргне како најголемо политичко зло во македонскиот политички кампус, треба да се тргне од лидерството на СДСМ, со тоа да ја ослободи СДСМ од неговите уцени и закани, бидејќи знаеме дека партијата му е во негови раце затоа што тој ги уценува луѓето таму, затоа што тој има снимки и на бизнисмени и на луѓе кои што се во раководните структури и така натаму, за некои работи кои што ги правеле, за некои действија и така натаму, тој ги уценува и тие молчат. Што мислите зошто молчи цела СДСМ? Затоа што мислат дека Зоран Заев е во право? Не, затоа што се уценува. Затоа што се ставаат на маса многу лоши, многу криминални работи. И затоа што тој преку својата криминална структура и агенда всушност ја киднапира СДСМ и ја киднапира државата. Тој треба да си оди подитно.
Во оној момент кога ќе си оди, ќе си дојде нова политичка гарнитура во СДСМ, која што ќе воспостави, повторно ќе ги воспостави, ќе ги врати назад нормалните политички текови во Република Македонија и нема преку политички измами да се нуди себе си како месија, како спасител на Република Македонија, односно на демократијата на Република Македонија. По мене, најглавните поенти се овие. Тоа ќе се одбие, тоа нема шанси да ниту еден политичар кој што има здрав разум, кој што си е патриот и кој што си ја сака својата држава, не може да ги прифати сите тие барања на албанците. Откако ќе поминат роковите, треба да се утврди, можеби би рекла и деловната способност на господин Озаев, бидејќи, извинете, ова све што го направи во државата е рамно на лудило, човек кој што не знам дали е способен сам да размислува на начин на кој што би требало еден логичен и рационален ум да размислува и треба да се оди на нови избори час поскоро. Со цел да се трнат на страна сите измами, сите политички уцени кои што ги имаме во државата и да се настапи така како што треба, како што им доликува на сите политички партии. На тој начин ќе ја вратиме демократијата и нормалната демократска политичка понуда во Република Македонија. Иначе на ваков начин, преку цело време за обиколување на мнозинската изборна волја, ние не правиме демократија, ние не внесуваме свежа, ведрина или политичка свежина во демократските процеси. Не, ние напротив, ги загадуваме до степен на салмонела. До тој степен сме донесени. Србов, треба ли да одиме на избори час поскоро и кога би било тоа, доколку треба да се оди на избори? Во ваква ситуација што се наоѓа сега држава, политичкава поставеност, нели, со бројките, кој да направи влада, јасно не се дека нема да биде таа стабилна влада, ќе трае кратко. И дефинитивно ќе мора да се оди на избори. Кога? Заедно со локалните тоа да го очекуваме? Јас сега мене ако ме прашувате, јас не видел заедно со локалните, ја бидел есен, септември, октомври. Тоа што мислам дека е најидеално да поминат локалните, подоцна да се оди на парламентарни избори. Останува да видиме што ќе одлучат политичарите. Забуна е тоа дека во Македонија немаме влада. Значи до составот, до изборот на нова влада, старата влада си функционира, што значи дека во Македонија нема застој во политичките процеси. Системот функционира и се она што го наметнуваат СДСМ и опозицијата дека наводно системот ќе крахира, дека ќе имаме не знам какви кризни моменти и така натаму, тоа е само една илузија, фрлање повторно прашина во очи, се со цел да се искористи, да се злоупотреби политичката функција со цел на најпогрд начин да се дојде до она што тие го сакаат, а тоа е до власта. На власт не можеш да дојдеш на ваков насилен, нахален начин како што тој замислил. Навистина ова е ненормална работа која што треба можеби да се запише во аналите на македонската историја како еден лош пример на практикување на демократија. Така. Утре председателот Иванов ќе го додели мандатот, почнува да тече оној рок од 20 дена, останува да видиме какви преговори, што ќе се случува. Дефинитивно не чека тежок период и вас аналитичарите и нас новинарите, но и политичарите. Ќе има уште доста, ќе има уште многу доста вакви отворени студија во кои ќе се анализираат тие тешки денови на преговори. За сега ви благодарам и за ова вечерашно гостување во отвореното студио на телевизија Нова. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со нашата програма, следуваат вистите во 22 часот.